Минатата недела почнавме со една нова серија проповеди која се вика Зборови на дело. Зборувавме за еден концепт кој потекнува од западната филозофија, од грчката филозофија поточна. Е концепт толку суштински за Западот, за целата западна цивилизација, она што ние го сметаме како нормално, што Джордан Питерсон, еден познат јавен говорник сега, ќе каже дека Западот или филозофијата и начинот на живот кој сега го живееме, слободата во која уживаме и многу други придобивки од западната цивилизација се издигнуваат или паѓаат на обновата на концептот на логос, кој во суштина се развил во Западот. Концептот на логос, ќе ви објаснам што тој смета по тој концепт логос. Логос се појавува и во Библијата, знаете, кога Јован го пишува воведот на своето евангелие, тој го употребува тој збор логос. Во превод значи зборот. Логос збор значи. Во едноставни зборови на Джордан Питерсон, тој го дефинира логосот вака: само иницијативно превземање одговорност за ужасната состојба на твојот живот. Значи, твојот живот е во ужасна состојба и ти треба да превземеш одговорност за таа работа. Тој концепт се развива на Западот. Тоа значи дека ти си смртник, тоа треба да си го признаеш, дека ти си страдално битие, тоа значи ќе патиш во животот, такво битие си. И да прифатиш дека ти во суштина си извор на зло. Не само зло ти се случува на тебе, туку ти си изворот на злото. Тоа можеш да го прифатиш како реалност. А твојот живот е твоја одговорност и твојата одговорност е самоволно да се прифати таквата состојба и тогаш да направиш тоа што е во твоја сила во врска со таа работа. Тоа значи западниот концепт на логос. Затоа доблестите во западната цивилизација е да се грижиме еден за друг, нели? Имаше еден пост на Facebook видов кој бил најголемиот скок во, како да кажем, во еволутивниот процес на човекот, во тој развој на човекот кој постои. И една професорка кажала дека тоа е фосилот на скршена коска, но залечена. Зошто? Зашто тој е првиот момент кој е регистриран во човечката историја во кој се покажува милост, во кој се покажува грижа од еден човек врз друг. Затоа животно ако се повреди, другите го остават на страна, устари чекат да умре затоа што е трошок, терет е на целото стадо. А човекот, кога ќе се повреди, луѓето се грижат едни за други. Тоа е еден од најголемите скокови на нашиот морален развој. Во западната цивилизација тоа се развива и на некој начин тоа се дефинира како логос, нешто од кое извира смислата, идејата за што значи да се биде човечко битие, редот и поставеноста на целиот универзум. Тој продолжува и вели вака, Джордан Питерсон. Тоа е една малку негативна нота. Тоа е еден подвиг кој е осуден на пропаст. Заради фактот дека сите ние ќе умреме еден ден. Но тоа е факт кој е прифатлив. Луѓето кои не сакаат да го прифатат фактот дека треба да превземат одговорност, без разлика на тоа што ќе умрат на крај, тоа се луѓе кои не се доволно интегрирани и не доволно развиени личности. Они кои едноставно не сакаат да размислуваат за тие нешта, да плаќаат цената. Која е цената? Пред се во плиткост во животот им е плиток. Цело време се обидуваат да го задоволат со нешто, но не иде затоа што не превземаат одговорност. И неможноста да се прифати страдањето на еден возвишен начин. На едни такви луѓе кои ќе доживеат страдање, за нив животот е завршен. Точка. Нема зашто да се живее. Страдањето нема никакво место во нивниот живот, никакво разбирање. А страдањето, да бидеме сите реални, е дел од нашата реалност. И јас кажав дека Джордан Питерсон е многу во право. Така е човекот, стварно, смртно битие, страдално битие, човекот е извор на злото, треба да превземе одговорност, но му фали едно нешто на него, а тоа е, на тој светоглед фали мотивација за да се превземе таа одговорност. Таа мотивација во христијанството се вика надежта. Му фали надеж.
Ние христијаните имаме надежда дека отелотворувањето на Христос, отелотворувањето на неговите заповеди во нашиот живот, не само што не се залудни тие напори, туку се нештата преку кои Бог го гради новиот свет, оној кој ќе постои вечно. Се што ќе градиме преку Христос, во името на Христос и преку неговите заповеди, нема да биде изгубено. Тоа е нашата надеж. Затоа ние кажуваме, да, тешко е, но јас ќе го превземам тој подвиг. Затоа што се што ќе инвестирам во Христос, нема да биде изгубено, нема да биде залудно. Јован го превзема тој концепт логос од грците како вовед на своите. Знаете, Јован, другите, например Матеј, кога го пишува своите евангелие, тој има луксус да пишува еврејски метафори, слики, символи, може да внесе внатре, затоа што таргет групата, публиката на која тој пишува, се евреи, ќе го разберат. Но Јован, своите евангелие го пишува во Ефес. На луѓе кои се далеку од Ерусалим. Никој таму, многу ретко некој од таму отишол во Ерусалим да види што се случува таму. Многу ретко тие луѓе таму знаеле што е еврејската традиција во цела символика. Поима немаат. Јован го пишува на една таква група на луѓе кои нешто знаат малку повеќе за грчката филозофија. Изложени се на тоа, на тој пагански ритуален свет. И Јован во еден таков контекст го пише своето евангелие и тој го превзема зборот логос, концептот логос, и само им кажа, да, тоа е така, но не е комплетен тој концепт. Има еден кој го отелотворува тој концепт и го прави комплетен. И тој се вика Христос. Зошто? Затоа што зборот стана тело. Логосот, вечниот логос, стана еден од нас. Ако зборуваме за тоа дека Бог ни дава совршен пример за нештата кои треба да ги правиме, тоа за оваа серија проповеди, доволно е да се погледа на Исус и ќе разбереш дека во буквална смисла на зборот стана дело, зборот се примени во дело, зборот се отелотвори. Зборот спроведен на дело се вика Исус. Тоа е нашата серија проповеди. Зборови на дело. Во буквална смисла на зборот Исус тоа го применува. Логосот, зборот Исус Христос остави и зборови за нас. Прекрасни зборови. Едно од најмаркантните зборови, највпечатливите зборови кои Исус ги остави за нас, може да се прочитат во проповедта на гората. Веројатно тоа е највлијателниот текст, најцитираниот текст за развојот и највлијателниот текст во за развојот на западната цивилизација. Зошто толку кажам за западната цивилизација? Зошто го потенцирам тоа? Затоа што верувам дека пополека таа западна цивилизација со сите своји придобивки многу лесно може да отиде јабана. Едноставно да ги изгубиме тие слободи, да ги изгубиме тие вредности, доблести кои ги сметаме за толку суштински, ги сметаме за природни, како дел од природата на секој човек, но не се. Се појавиле во историјата, вредноста на индивидуата се појавува во историјата. Тоа не секогаш е природен, како да кажам, светоглед на секој човек. Вредноста, ти да имаш вредност без разлика од кое семејство си, колку пари имаш, колку вредиш, колку знаеш. Без разлика на тоа, тебе те гледаме како безгранично вредна личност. Тој концепт се развива, има почеток во историјата и се развива во западната цивилизација. Моментот кога тие концепти ќе им кажеме чао, си оди и тој концепт. И тогаш мора да внимаваме многу. Затоа го кажам тоа дека проповедта на гората има огромно влијание извршено врз развојот на тоа што ние го сметаме како наше наследство. Христовата проповед на гората, според еден теолог Бернард Рим, ќе каже тоа е повеќе читано, повеќе цитирано, повеќе преведено, зашто тоа се најголемите зборови искажани кога и да е. Нивната големина лежи во чистата, луцидна продуховеност, соочувајќи се јасно, дефинитивно и авторитативно со најголемите проблеми што чукаат во градите на човекот. Значи, сите проблеми кои се одвнатре во нас, сите тие работи за кои се соочуваме, внатре во нашите мисли, во срцето, во желбите, во одлуките, во проповедта на гората Исус ги адресира. Толку директно, толку суштински. Зборовите на ниту еден друг човек, тој ќе продолжи,
не привлекуваат како зборовите на Исус, зашто ниту еден друг човек не може да ви одговори на основните човечки прашања како што на нив одговорил Исус. Тие се видот на зборови и видот на одговори што би ги очекувале да бидат дадени од Бог. Ники Гамбел, тој што го пишува Алфа курсот, тој вели вака: ние напредуваме буквално на секое поле на науката и технологијата. Патуваме побрзо и знаеме повеќе. А сепак речиси 2000 години никој не го подобрил моралното учење на Исус Христос. Тоа е врвот на нашата цивилизација. Проповедта на гората е ремек дело само по себе. Сите тие кратки вистини кои се искажани таму и од кои сочинете таа проповед, толку често се цитираат или толку често ќе ти дојдат во мисли што не си ни свесен кога веќе ти доаѓаат во мисли сите тие зборови кои се таму искажани. Например, кога ќе видиш некој дека некој обвинува за нешто, а знаеш дека и тој што обвинува, значи обвинителот е дел од проблемот, одма на глава ќе ти дое тоа што Исус вика, раската и грејата во окото ви текнува, одма ти доаѓа тоа. Тој е дел од проповедта на гората. Одма ти текнува на тоа. Кога ќе почувствуваш дека сакаш да скроиш некаков план да му вратиш на некој, да му се одмаздиш на некој затоа што си сгрешил, одма како опција во главата ти доаѓа да го свртиш и другиот образ ви текнува. Тоа е многу често кажано. Многу јако. Не дај Боже ти дојде во глава да го сакаш на пријателот. Тоа е страшно. Да се молиш за него, да го благословиш. Ама сите тие работи кружат тука некаде. Без воопшто да не кажеш Матеј 7 нешто, ништо. Тие зборови резонираат внатре во тебе. Многу често доаѓаат на ум. Мене така ми се случи во едно село Колешино, од каде потекнува мајка ми. Од еден стар човек Мане Изев. Иначе деда му на тој Мане Изев бил првиот верник во тоа село, збориве крајот на 19 век. Тоа значи аферата со Мис Стоун, кај се криеле златниците, тој ти мабети ги знае, пошто деда му ги кажува. Што да ги кажам? Историја, одечка енциклопедија, така го викав јас. Си ги знае сите тие приказни. И дедо Мане Изев 2005 година со него се зближивме малку повеќе, пошто организира во Струмица голем божикен концерт и состави хор од сите цркви. Беше интересно и тој човек, затоа што и он е музичар, толку му беше мило тоа што ме засака многу. Ме бранеше од сите, ме бранеше, ми помагаше, све прави за мене. И нормално животот си продолжува, јас на студии, оно и стално кога ќе го видев, му викам, ќе дојдам некој ден кај тебе, ќе дојдам и така 2017 година дојде, од 2005 до 2017 јас викам ќе дојдам и еднаш последна богослужба во Колешно кај што бев поканет да проповедам. Се поздравам со дедом, таму има традиција, проповедникот оди на крајот и сите поминуваат, се поздрават за проповедникот и јас со дедо Мане, некој ден морам да дојдам кај тебе, се направим муабет. И он вика, Живко, знаеш што пише во Библијата? Твоето да биде да, твоето не да биде не. Што е повеќе од лукавијата? Вака, ме разоружа скроз. Секоја тоа беше цитат од проповедта на гората. Не мора да идеш далеко. Јас сега го посетив после неколку недели и верувам дека тие зборови кои ми ги кажа не ми оставија многу простор да калкулирам и да одложувам и да планирам. Едноставно, нека твоето да биде да, твоето не, нека биде не. Колку едноставно. Христовите зборови се многу едноставни. Нема многу филозофија во тоа, знаете. Нема што да размислиш што значи тоа. Сето тоа не може да не те замисли за силината која имаат Христовите зборови. Силни се. Дали аргументот кој Исус го прави е толку добар што не може да се поништи или заобиколи, или постои нешто друго што тие зборови се толку безвременски. Што е тоа што тие зборови ги прави толку силни, толку безвременски? Една работа. Тие зборови ги прави толку силни, а тоа е вистината. Христовите зборови имаат сила, бидејќи тие се вистината. Нема друга вистина. Јас секогаш со тинејџери кога работев,
кога зборевме за Христос, јас кажував секогаш кога ќе дојдеш кај Христос, кога ќе стапнеш кај него, кога ќе застанеш пред него, ти си ја нашол вистината. Точка. Не мора повеќе да бараш вистината. Толку е. Твојата потрага по вистината ја имаш најдено. Ники Гамбел, писател, повторно ќе го цитирам, константно не подсетува дека кога христијаните тврдат дека го познаваат Христос, тој е многу повеќе од само знаење за некакви информации за некој си Христос, само некако познавање. Христијаните тврдат дека имаат искуство со Христос. Тоа е затоа што Христос не кажа само зборови на вистина, тој тврди дека тој е вистината. Знаете, вистината во христијанскиот концепт не е теорија, туку тоа е личност. Вистината во христијанството е личност. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Ако сакаш да дојдеш до вистината, мораш да дојдеш до личноста Исус Христос. Не постои друг начин. Не постои факултет кој ќе ти помогне да дојдеш до вистината. Не постои учење. Постои само личност. Вистината во христијанството не е абстрактен концепт за кој може да дебатираме, туку личност која може да се спознае и да се искуси. Тоа е многу поразлично од било што. Тоа е многу поразлично од сите тие можни медитации кои ви ги нудат, мистични работи, дисциплинарни, некои религиозни пристапи, како дисциплински да пристапиш да дојдеш до вистината. Не. До вистината се доаѓа моментот кога ќе дојдеш до личноста на Исус Христос. Точка. Исус инсистира дека тој затоа и дошол на земјата. Со други зборови, Логос, зборот стана еден од нас, за да ја покаже вистината. Додека Исус стоеше пред Пилат, се замислете, стои пред Пилат и Пилат му вика, ти ли си, стварно ли си цар или не си цар? Шо работа си? Зошто те носат тука? Не си утепал никој, не правиш некој кој знае какви работи. Зошто стоиш пред мене? Исус вика, која зборува за себе, дека тој е царот, но во друга форма, не во таа форма во која Пилат го прашува него. Вели, јас за тоа се родив и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој е од вистината, го слуша мојот глас. И целата голема трагедија во целата приказна е дека Пилат стои пред вистината, зборува со вистината, ја гледа вистината во очи, а сепак го поставува тоа иронично прашање: што е вистината? Го поставува прашањето на Исус: а што е вистината? И си се врти и си оди. Вистината често пати е едноставна за се разбере, но таа воопшто не е лесна. Воопшто не е лесна. Кога дедо Мане ми ги кажа тие зборови на мене, тој не ми даде некој филозофски аргумент зошто треба јас да се видам со него или зошто треба да го испочитувам тоа што сум го ветил. Многу едноставни зборови се. Нека твоето да биде да, не биде не. Јас можев да му кажам за распоредот кој го имам. За зафатеноста. Колку сум зафатен јас во животот. За тоа како сум на сите страни растргнат. Тоа во транзиција, животна транзиција, јас сум, знаете, тоа може да го искористам. А сепак да му потврдам дека животот е тука, дедо Мане, знаеш колку сакам те видам. Ама знаеш како е, тоа е животот е малце, оно. Но неговите зборови мене ме разоружија, или поточно Христовите зборови ме разоружија скроз. Јас немам повеќе аргументи. Требаше да лажам, тоа беше следната опција. Требаше да лажам. А во црква бев. Ние често знаеме да создадеме комплексен систем за колку што е можно да побегнеме од одговорноста и упорноста на вистината. Значи, знаете, вистината нас ни дава одговорност. Веднаш кога ќе ја чуеме, не можеш да не ја слушнеш. Си ја слушнал, не можеш да ја избришеш, веќе готово. Врз тебе одговорност е, префрлава врз тебе. И упорна е. И ние често пати создаваме системи, разни системи, во кои ќе можеме тој отпор на вистината да биде малце полесен. Да го одложиме малку. Тоа што ќе сме го кажали, да го одложиме колку што е можно повеќе. И Исус во моментот кога проповеда својата проповед, тој проповеда во еден од најкомплексните религиозни системи кои некогаш постоеле на земјата. Ако не знаете што е комплексен религиозен систем, читајте тоа што верувале евреите во првиот век. Тоа не можеш крај да му најдеш.
Они веќе имаат закон, имаат заповеди, на тие заповеди додали уште 600 и кусур заповеди. Знаете, со тие 600 заповеди не се прекршуваат тие тука заповеди, за да не ја прекршуваш главната заповед. Тоа е што да ви кажам. Имате значи комплексен жртвен систем. Ако не знаете што е тоа, читајте Левитски закон. Јас кога прв пат го читав Левитски закон, така малце како да кажам студиозно, викам фала Богу што сум повикан да бидам служител Божи во мое време, не во тоашно време. Ако сум левит, цело време со крв се занимаваш со колење, со не знам што се. Треба да знаеш како да принесуваш жртва и не знам, вау. Фала на Господ што сега сум повикан. Значи, систем во кој имаш толку многу предание, традиција, закони, подзакони, класни поделености, мултикултурални предизвици. Евреите создале систем во кој може да бидат евреи без да бидат вознемирени. Системот нормално бил прекомплексен. Христос доаѓа во тој систем и вели дека целиот тој систем, целиот закон, целата таа традиција, целата таа упорност, сите пророци кои биле, може да се разберат во една единствена реченица. Точка. Се она што сакате да ви прават луѓето, правете го и вие. Зашто тоа е законот и пророците. Исус други зборови, што комплицирате? Што го одложувате тоа? Зошто креирате системи да го намалите отпорот од вистината? Тоа е едноставно да се разбере, но тешко да се врши. А што е вистината? За вистината. Вистината е дека Христовата вистина, за да биде вистина, треба да се отелотвори. Друг начин нема. Христовата вистина не може да фигурира тука некаде во некои абстрактни поими или во некои желби кои ние сакаме еден ден да бидеме или да ги извршиме. Не може. Христовата вистина мора да се отелотвори, мора да се примени, мора да биде видлива. Ние можеме да направиме безброј протоколи и принципи, безброј мудрувања, можеме да се впуштиме во одбрана на христијанската вера, во зборови, по секоја цена и при тоа да немаме ни грам од Христовата вистина во нас. И тоа е реалност. Можеме да бидеме најдобриот апологет, одбраник на верата, со зборови, но да немаме ни грам Христова вистина во нас. Христовата вистина е дека зборот стана тело. Тоа е како да кажам, прототипот на се што ние можеме да научиме тука. Зборот стана тело. Христос, кога се појави тој, целата поента не беше да донесе нов закон. Сите очекуваа нов закон. Богатиот младеж очекуваше нова заповед, затоа што сите стари ги исполнил. Христос не дојде да донесе нова заповед, нов закон, нов документ. Тој дојде да се даде себе си. Тој е прототипот на неговата вистина која денес ние треба да го живееме. Христовата вистина станува вистина само ако се отелотвори. Актот на отелотворувањето е абсурден. Онака како што Оз Гинис ќе каже, но тој акт беше неопходен бидејќи не постоеше друг начин да се сруши тврдоглавоста на нашата грешност и непослушност и да се допрат нашите срца. Не постоеше друг начин, освен начинот Бог да дојде и да стане еден од нас. Не постоеше друг начин. Семогниот Бог избра да стане слаб за да се скрши нашата мизерна моќ. Бог на секое богатство стана сиромашен за да скрши нашето скудно богатство. Семудриот Бог избра да стане како будалест за да ја скрши нашата замислена мудрост. И Бог, кој е единствениот одлучувач, избра да биде никој за да не скрши кога ние немудро мислиме дека сме биле некој. Вака. Тоа стана Бог. Бог се отелотвори. Ако Бог требаше тоа да го стори со толку скапа цена, би било абсурдно од друга страна да мислиме дека ние верно ќе го представуваме неговото отелотворување, китејќи ги нашите аргументи со најголем раскош. Не сме повикани за тоа. Ако цената беше толку висока за Христос, ако сакаме да
верно го представуваме, треба да бидеме свесни дека цената за вистината е висока и за секој еден од нас. Ако сакаме да го верно да го представуваме. Ќе прочитам уште еден пасус од една кратка книгичка, тоа е едно поглавје од една негова книга, вели вака: Христијанската вистина бара сопствена уметност која единствено ја комуницира христијанската вистина, така што секој христијанско објаснување или одбрана на вистината мора да има живот, начин и тон, што се обликувани категорично од централните вистини на Евангелието. Малку конфузно звучи, ќе разберете се. Исто како и отелотворувањето, така и нашите зборови секогаш се најефективни кога ќе бидат кажани лице в лице. Како што е крстот, така и нашата порака мора да ја плати цената на поистоветувањето и мора да ја добие шансата да успее во својата висока и вредна цел. Каква што е нашата зависност од Светиот Дух, така секогаш треба да биде очигледно дека какви било моќ и убедување во нашата комуникација доаѓа од Него, не од нас. Тоа сигурно е контекст на Свети Игнатий Антиохиски кој вели вака, слушнете го ова: Подобро е да се молчи и да се биде, отколку да се зборува без да се биде. Или, често погрешно цитираниот совет на Свети Фрањо: постојано проповедајте го Евангелието, ако го е потребно, и со зборови. Колку е поважно да се биде, колку е важно да се отелотвори вистината во нашиот живот. Проповедањето на вистината секогаш не враќа кон едноставноста да се разбере вистината, бидејќи маглата на паднатиот свет постојано да продира во нашите умови, помрачувајќи вистината. Тоа што го проповедаме сега, постојано, секоја недела, тоа што го читаме, се изложуваме на свет, на Божиот збор, е да растргне таа магла, за да ја видиме вистината одново и одново и одново и да ја проведеме одново и одново и одново. Затоа што маглата на паднатиот свет постојано продира во нас. Не мора да се покани, не мора да се одлучи, едноставно доаѓа и ни го помрачува умот. Но кога ќе ја прифатиме цената за вистината, се случуваат многу нешта, но јас одбрав две нешта за кои сакам да ви кажам што се случува кога цената за вистината ќе ја прифатиме, кога ќе ја примениме, кога ќе ја отелотвориме вистината. Првата работа што се случува е ја гледаме, ја манифестираме и рефлектираме Божјата убавина. Достоевски ќе каже: убавината ќе го спаси светот. Вистината, доброто и убавината се светогледот на Достоевски никогаш не обстојуваат засебно. Тие три нешта постојат само во нивното единство. Вистината, доброто и убавината. Вистината, драги мои, е убава. Некој ќе каже вистината боли, се тоа е во ред, но вистината е убава. Естетски вистината е прекрасна. Вистината открива една длабока убавина на која човечкото срце се разигрува. Сака да го слушне тоа човечкото срце кога вистината ќе биде кажана. Секогаш кога ќе се каже вистината, така неочекувано, има еден благ осмех кој ни се појавува на лицето. Вака, едноставно резонира внатре во нас. Владимир Соловиев, руски филозоф и мистик од крајот на 19 век, ќе каже вака. Тој има еден коментар за светогледот на Достоевски. Вели: добрината, одсечена од вистината и убавината, е неодредено чувство, немоќно исполнување. Вистината, земена абстрактно, е празен збор, а убавината, без вистината и добрината, е идол, станува нарцис. За Достоевски, тие три нешта се неразделни делови од една апсолутна идеја. Безграничноста на човечката душа, тој ќе каже, објавена во Христос и способноста да ја абсорбира Божјата безграничност, е во исто време најголемото добро, највисоката вистина и најсовршената убавина. Ние сме создадени, со други зборови, на Божи лик. Ние имаме уникатна способност да го рефлектираме Божиот лик. Ние сме создадени на Божи образ. Со тоа што ние го рефлектираме Божиот лик, ние сме безгранични битија на тој начин. Не заради нас суштински заради Бог.
ние стануваме безгранични битија. И во тој контекст, најголемото добро, највисоката вистина и на совршената убавина доаѓаат и пребиваат во нас. Вистината е убава. Втората работа, што е многу важна работа. Вистината ослободува. Со други зборови, не живеењето во вистината е живеење во робство. Доколку не пребиваш во вистината, живееш во робство. Кога е во прашање вистината, христијаните се секогаш на страната на вистината, бидејќи вистината доаѓа од Бог и вистината ослободува. Мирослав Волф, еден теолог, ќе каже вака: не вистината значи робство. Исус, да не забораваме, имаше намера да разбереме ние дека вистината нас ќе не ослободи. Невистината носи робство. Робство истовремено на приказките кои ние сами си ги кажуваме и приказките на тие кои се на моќни позиции и кои не тераат да веруваме. Невистината исто така значи и смрт. Преку невистината ние сме робови на приказките филмовите кои ние си ги правиме и филмовите од другите на кои ние веруваме. Робови сме. И во крајност, невистината значи смрт. Во последно време, на социјалните мрежи можам да видам колку многу христијани се изложуваат на теории на заговор, по прашање на вирусот, на рамна земја, на науката, последното време чипирањето, владата во сенка, што ли све не кружи на тие социјални мрежи. Ако земам тоа да го чешлам, ја ќе шизнам. Многу работа има на интернет. Страшно. Сето тоа долго време, искрено да ви кажам, изгледаше комично. Сега добро, луѓе кои нема што да прават, се впуштаат во тие муабети, во тие разговори, све, нема ништо нејасно. Човек кој е длабоко во некоја теорија на заговор, за него нема ништо нејасно. Све е јасно како ден, шуните е јасно. Тој е тука, оно, прави приказна ќе состои, еве го системот, готово, што не е јасно. И тоа го земав како комично. Но знаете, јас сметам дека ситуацијата е многу страшна. Страшна е. Затоа што невистината за христијаните не е комедија. Не смее да биде комедија. Не смее да биде разонуда. Не смее да биде атракција. Невистината значи робство, невистината значи смрт. Се повеќе луѓе влегуваат во тој дискурс и се повеќе луѓе се во робството на тие племенски војни. Влегуваш во некој племе со кој се бориш против некој друго племе. Поистоветувајќи со некои племенски групи, со некои лидери, безрезервно подржувајќи некои лидери во се. Нема грешка кај лидерот на одредена група. И тоа е страшно. Христијаните тоа го прават. И најгласни се на социјалните мрежи. Морам да признам. Страшно. А вистината за нас е толку многу важна. Колку е важна вистината за нас? Па мора да е многу важна. Зошто? Затоа што Христос е вистината. И вистината мора да ја бараме под дрвок, под камен. За вистината, ако треба, и ќе страдаме. Знаете, на христијаните секојаш им беше дадена опција. Або одречи се од Христос. Имаш опција дури да излажеш, да кажеш добро, не го славам Христоса, во срце да го славиш. Така. Христијаните не паднаа по таа замка. За христијаните вистината беше толку многу важна. Не само таа во срцето што веруваш ти, туку она кој излегува од тебе. Таа отворената вистина. Христијаните за вистината паѓаа, умираа. Вистината која не ослободила, таа не ослободила за добрите дела на Бог, кој тој ги припремил од почетокот на светот за својата црква, за својот народ. Бог припрема добри дела од почетокот, од кога го создава светот. Вика, мојот народ ќе ги врши тие добри дела во мојот свет. Има толку многу потреба од Христовата љубов, од Христовото исцеление, од Христовото рамо за плачење, од Христовите раце за служење, од Христовите зборови за надеж. Знаете колку потреба има од тоа во светот? Не сте ни свесни.
Излезете само малце од тие bubbles, што ги имаме во нашата комфортна зона, ќе видите колку потреба има од Христовата љубов, од неговите раце, од неговото рамо за плачење, од неговите ресурси, од се што е Христово, има потреба светот од таа работа. Јас имам еден предизвик за сите нас. Наредниот пат, кога ќе пишеш некаков пост на Facebook, или ќе се впуштиш во некаков разговор, кога ќе одлучиш да се впуштиш во некаков оговарачки муабет, кога ќе ти се укаже шанса да шириш омраза, разочараност, кога ќе ти се даде шанса да бидеш дел од некаков дискурс за безнадежност, прашај се, дали за тоа Бог ме повика мене? Дали Бог ме повика нешто такво да рефлектирам? На крај крајава ние сме создадени на Божи образ да го рефлектираме Него во светот. Безнадежност и очај може секој да рефлектира и без да го гледа Бог. Секој може. Тоа е најлесната работа во светот. Впушти се во тој дискурс и секој има што да каже за таа работа. Секој има што да каже. Многу малку луѓе има да кажат зборови на надеж. Многу малку луѓе има со капацитет на љубов да истраат до крај. Многу малку луѓе има кои ќе опудат своето рамо за плачење, кои ќе активираат своите раце за служење. Нели? Пошто ќе не познаат? Што кажа Христос? Ќе не познаат по љубовта. Така ли? Пошто не познаваат другите луѓе? Пошто не познаваат како Христови следбеници, не само на Facebook, во секој контекст? Пошто не познаваат луѓето кои ќе го видат Живко, што очекуваат од него, кажат, овој сега пак ќе каже нешто за вирусот, за рамната, за име, за не знам што. Тоа ли ќе го очекуваат од мене? Или ќе доживеат Христовата љубов, како се рефлектира од мене, од тебе? Ќе искусат Христовата љубов. Јас би сакал да воа проповед зборови на дело, да размислиме како Божи образ, создадени на Негов лик, што дозволуваме ние да рефлектираме од нас, надвор од нас? Кои зборови ги пременуваме во нас? Кои зборови, какви зборови, какви дела произведуваат од нас? Тоа е големо прашање кој верувам дека секој од нас лично треба да го одговори. На тоа виси, верували или не, иднината на Македонија, зависи иднината во овој свет, дали овој свет ќе биде надежно место, дали овој свет кога гледаме свет кој Господ толку што го сака, што дојде, умре за него и го откупи, или ќе биде свет кој ние, како и сите други кои сакат да го искористат, да го фрлат на страна и кажеме, фрли го овој свет, искористи го до крај колку што можеш и идемо дале. Што рефлектираме ние? Кои зборови, какви дела произведуваат во нас? Ајде да се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам, Господе, за тоа што по Твојата благодат, Господе, ти си оставил зборови на живот вечен во Твоето писмо, Господе Боже мој. Зборови кои честопати знаат мене да ме разоружуват, Господе Боже мој. Да едноставно размислам за тоа што е тоа што ти го оставаш на мене како одговорност, како повик за да го носам во овој свет, Господи. Татко мој, јас те молам сега, Боже мој, да размислиме сите за зборовите кои ти ги оставаш, за заповедите кои ти ни ги даваш, во кои ти си кажал, ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди, Господи. Те молам, Боже мој, биди со нас, зборувај, Боже мој, те молам, не оставај, Боже мој, да бидеме равнодушни на сите тие зборови кои ти ги имаш оставени. Господи, те молам да се прославиш преку нас и луѓето кои ќе не видат нас, Боже мој, да гледат надеж за оваа земја во која живееме, Боже мој, да гледат иднина во Тебе, Господи. Те молам, Господи, прослави се преку се што правиме. Амен. Амен.